За 19% е намален бројот на станови за кои е издадено одобрение за градење во првите 5 месеци од годинава во споредба со истиот период минатата година. Во Скопскиот регион падот е уште поизразен – 30%. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека има благ пад на издадените одобренија за високоградба, но многу поголем пад на бројот на предвидени станови. Во периодот јануари-мај 2025 година во земјава биле издадени одобренија за градење на 3845 стана, а во истиот период годинава се одобрени 3107 стана, односно пад од 19,2%. Во Скопскиот регион во првите 5 месеци минатата година биле издадени одобренија за 1673 стана, а во истиот период годинава 1170 стана, односно намалување од 30%. Градежниците велат дека тоа е резултат на намалувањето на атрактивни локации во главниот град. Се што можеше да се изгради, се изгради. А и тоа што сега може се нуди, генерално не е многу поволно согласно местоположбата, како се поставени урбанистички осонцување, проветрување, сообраќајни услови, комплетно се тоа инфраструктурни, како се поврзани. Така да тоа се насе по-неповолни локации сега што се нудат за градба, затоа што добрите локации, чистите локации веќе се искористени. Податоците од Агенцијата за катастар од првиот квартал годинава покажуваат дека цените на квадратот се уште растат, но има сериозно намалување на продажбата на станови. Во првото тримесечие од 2025 биле продадени 854 станови од инвеститор, во второто 676, во третото 845, во четвртото 1004, додека во првиот квартал од годинава се продале 712 нови стана. Тоа е пат од 29% во однос на претходниот квартал и пат од скоро 17% во однос на истото тримесечие претходната година. Со тоа што се побаруваше многу, цените фиктивно се доголеми, тоа не се плавите цени на чинење на изградените станови и сега веќе полека спласнува, затоа што и подоровачката се намалува. Упатените велат дека е прерано да се констатира дека градежниот балон издишува со пад на продажбата во еден квартал. Појасна слика треба да се добие кога ќе излезат податоците за вториот квартал, но оти е очигледно дека прекинува оној тренд на раст од минатата година кога становите поскапеа за 25%.